одсекот за психологија во 1985 година. Во 2003 е добитник на највисоката Климентова награда во областа на образованието на Охрид. На Универзитетот во Нови Сад во 2004 година ја одбранува докторската дисертација, со што се стекнува со научен степен доктор на психолошки науки. Член е во над 20 интернационални организацијски и уредувачки одбори на научни конференции и интернационални научни списанија. Еден од авторите на правилникот за поддршка на надарените и талентираните студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Во 2020 година е избран за национален координатор на Интернационалното здружение за емоционална интелигенција со седиште во Њујорк, Соединетите Американски држави. Автор на многу голем број книги, а ќе споменам само неколку. Како да ги препознаеме надарените и талентираните ученици? Како да ги препознаеме надарените и талентираните ученици во светот на надарените и талентираните? Патот на талентите, каков наставник им треба на надарените и талентираните, менторирање на надарените и талентираните. Професоре, добра вечер и добро дојдовте. Добро вечер и на почетокот ви благодарам за така помпезната најава, навистина тоа е привилегија. Почитувани колешки и колеги, најнапред дозволете да го изразам моето задоволство што сум вечерва со вас и гостин на вашето здружение и мислам дека оваа бројка која што пред малку ми ја соопшти колешката Виолета зборува за посветеноста на нашата професија повеќе, отколку за се онаа друго што можеме да кажеме во образовниот процес. Дозволете исто така на почеток да се заблагодарам и на председателката на вашето здружение Наташа Тодоровска, на колешката Виолета, на Марија, на сите оние кои што директно или индиректно беа непосредни иницијатори и реализатори на оваа средба и секако да се заблагодарам лично на вас што покажавте толку голем интерес секако и за темата, но секако и за она што значи ваша мисија. Пред да започнеме, професоре, пред да започнеме со предавањето од ваша страна, сакам да ги известам присутните дека можете во текот на предавањето во чет да поставувате прашања, кои на крајот ќе бидат одговорени од страна на професорот, и да ги запишете вашите генерали со кирилична поддршка на линкот во Google Forms кој ќе ви биде споделен во чат. Значи да ве подсетам, заради сертификатите, морат вашите генерали да бидат со кирилична поддршка на линкот во Google Forms. А сега повелете, професоре, со предавањето. Ви благодарам, уште еднаш да напоменам дека навистина кога слушам бројката почнува професор да добија трема, бидејќи навистина овој аудиториум со оглед на тоа што навистина е импозантна бројката, представува една од рекордните за мене, зборувам, сум предавал пред 150 и повеќе, но ова е навистина една од бројките кои што навистина зборува за интерес и за темата, но секако како што напоменав и за она што е вашата посветеност во целата проблематика. Но пред да започнам само уште неколку зборови, ако дозволите, најнапред ги поздравувам сите учеснички, почнувајќи од Гевгелија Кривопалнка и така ни целата држава. И секако со голем дел се знаеме, сме биле во некакви контакти или барем за време на обуките каде што сме учествувале со професорките од филозофски факултет и секако ми е драго што повторно се гледаме преку една вака виртуелна средба. Сега неколку зборови да кажам за моето занимавање или бавење со оваа проблематика, датира уште од 1989 година, да кажеме, кога професорот работеше како училишен психолог во основно училиште Григор Паличев во Охрид.
па така во средните училиште и после ево на високошколската установа на педагошки факултет Битола. Сега ево да започнеме со самото предавање. Тоа е сертификатот кој што мора да го поседува секој национален координатор во државите од окружувањето од Европа и од светот, кој што добива лиценцата од Интернационалното здружение за емоционална интелигенција. Сега ќе започнем со две тези кои што се навистина доста актуелни и се конкретни кога станува збор за оваа проблематика. Првата е се може да се одложи самогрижата за талентираните не. Ова е некако една симбиоза од една моја посета во Фундацијата Џокович, каде што понатака ќе стане збор за начинот на афирмација на талентите, и втората е сите деца, сите ученици заслужуваат емпатија, посебно оние на кои им е најпотребна. Но секако, ево и да упатам честитки и за празниците кои помина, и ево една таква представа, ја гледате сигурно на слайдот, и секако би сакал да не прати здравие и успех во понатамошниот живот и во вашата академска кариера. Сега, сосем едноставно да одговориме на прашањето за што ќе зборуваме или она што значи некакви содржински контекст, забележувате дека тука е емпатијата, наредите и талентираните во фокусот, и секако во едно окружување кое што можеме да го сметаме дека тоа е образовниот процес, образованието, училницата и секако она што значи образовна атмосфера. Сега, пред воведот би дал една најопшта представа или слика за личноста, навистина е секогаш актуелна, посебно во областа на психологијата, и навистина представува една енигма за тоа како функционира современиот човек, и она што последно време или во последни вака период го проучуваме тоа како функционира денешниот човек во кога се сеќа со современите предизвици. И тука можеме да кажеме дека ако го наблюдуваме тој така наречен психолошки портрет на современиот човек, забележувате дека се наоѓа во една конфронтација помеѓу она што се нарекува една когнитивна парадигма, или повеќе се води или се внимава на когницијата, и вториот дел или втората конфронтација е социоемоционалната или така наречена емоционална парадигма. Но она што е посебно важно и што е моја посебна забелешка целосно во образовните системи генерално е тоа што се уште доминира на така наречен когнитивен догматизам, и ќе се сложите со мене кога ќе констатирам дека навистина духовниот развој на современиот човек како да е рудиментиран. Тоа зборува за една посебна состојба на нашата цивилизација на која што ќе се обидиме да одговориме во овој дел. Но она што за сеќа се појави во последно време од 80-тите години е тоа така наречена емоционалната интелигенција, и според мене тоа постане еден нов академски изум, и таа направи пресврт кога станува збор помеѓу доминацијата на емоциите и на разумот. И ако сакаме сега да бидеме повешти и мудри, тоаш смислата на конфронтацијата помеѓу овие две парадигми ќе најдеме секако во тој така наречен компромис помеѓу овие два феномени. Сега, ако го забележуваме светот, ние мора да признаеме дека се соочуваме во свет кој што навистина е под знак прашалник доведена емпатијата или емпатичноста кон луѓето. Она што како светска визија е навистина мора луѓето да ги разберат чувствата едни спрема други и да настани пресврт во однос на нивното секојдневна комуникација. Сега, знаеме дека образованието представува една фундаментална компонента за развој на сите држави и човештвото, но нашето образование, посебно образованието во светот, секогаш ние очекуваме да се движи во чекор со времето. Но сите ние сме сведоци дека навистина постојат и доста анахрони состојби во нашето образование кои што не прилегаат или не кореспондираат со современиот развој кој што е постигнат во сите сфери.
и можеби промената на личноста е најбавна за разлика од другите промени кои што се случуваат, да кажеме, во индустријата и пошироко. Сега, зошто е засилена оваа дебата или зошто треба да биде позасилена оваа дебата, бидејќи во фокусот ги имаме когницијата и емоциите, а она што е посебно важно за нас, за наставниот кадар, е тоа што навистина треба да се редефинира концептот на компетенциите. Вие знаете дека доминантна улога има тој така наречен професионален развој или академски развој, но како на страна да се оставени тие така наречени социоемоционални компетенции кои што во светот се главен приоритет. И сега, ако се обидиме да одговориме на прашањето кои се конкретните причини зошто оваа тема, надарените и емпатијата е навистина топ тема во академските кругови, за ќе дадем одговор дека навистина е преголема доминацијата за трката по бројки, нумерички вредности во образованието, не само кај нас, но во светот е малку подобра работата. И широк прифатен став дека некогнитивните фактори се многу поважни од она што значи академски развој на самиот поединец. Го објасниме тоа подоцна. Сега, појавата на концептот на емоционалната интелигенција навистина направи еден радикален пресврт за тоа како треба да гледаме на нашите компетенции, односно на што повеќе треба да се врати човештвото. Сега, зошто конкретно навистина и оваа тема интересна? Првото прашање и одговор го забележувате, беше дадено на почетниот слај, а сега ќе дадем некои кои што се базични исто така или фундаментални тези во нашето образование, а мојата прва теза е дека емпатијата мора да се врати во училиштата, всушност и во секојдневниот живот, но вие сте сами сведоци кога се соочувате со разни предизвици во вашето секојдневно работење, во наставата, училница, образованието, училиштето. Навистина, недостатокот на емпатија се чувствува и мислам дека фокусот на сите нас треба да биде посветен или остварен кон нив. Понатака, она што е посебно талентираните, важно е неопходно да споменеме дека сите деца имат право да го развиваат сопствениот потенцијал, а вие сте сами сведоци дека засега надарените и талентираните, како и децата со развојни други потешкоти или уште повеќе популарно наречени инклузивно образование, навистина треба да го завземе вистинското место на пиедесталот на нашиот општествен систем. И една од другите тези кои што исто така доминантни е, секое дете е единствено и со своји специфики. Јас би сакал сега да оваа средба не се свати толку како катедра, бидејќи сите ние работиме и практично и така натака, би сакал дури понекогаш ако се случи и да ме прекинете, да поставите прашање, модераторката кажа тоа како ќе го направиме, но ако имате инспирација за некој дел, тоа слободно можете директно да го поставите до мене или да имаме една така мини дебата. Но она што навистина се главни цели за оваа тема е тоа што ние секако треба да го подигнеме општествениот сензибилитет кон надарените и талентираните. Што значи? Навистина нашата држава треба да покаже повисок, поинтензивен сензибилитет за потребите и развој на надарените и талентираните. Или, уште повеќе, треба да се креират поефикасни институционални решенија за поддршка и развој на талентираните. И она што посебно ми е драго во последно време, навистина е зголемен интересот за кај наставниот и другиот стручен кадар, кај стручните соработници. Нормално, за интересот на оваа проблематика. Јас ова сум го кажал дури и пред неколку министри и на последниот состанок со министерот, исто така го истакнав дека навистина базата, односно наставниот кадар имаат исклучителен сенс или сензибилитет кон потребите, бидејќи тие најдобро го чувствуваат и овој всушност, оваа слика, овој портрет
доволно зборува за тоа како треба да биде односот на државата, институциите и училиштето во целина. Сега, ако е слайдот така обемен и напишам така наративно, но те ви скренам едно внимание. Тоа веќе долго време го следам и дури во моите посети во Скандинавија, Шведска, Данска и Норвешка. Сигурно знаете, верувам дека знаете, во данските училишта има воведено посебен наставен предмет кој што се нарекува емпатија. И јас направив дури конкретен напори во Министерството, некака модифицирана форма да се направи така натака. Тоа можеби нема да биде во некој, да кажем, иста форма како во Данска, но сепак да имаме тенденција овој аспект, овој феномен да го имплементираме во нашиот образовен систем. И забележувате дека ево учениците се собираат на тој час и создаваат атмосфера на интимност на која што еден со друг се слушаат, дискутираат за некои проблеми и навистина и не случајно знаеме каков Данска веќе многу години е на првото место на најсечни нации и најсечни држави во светот. Па така ево една инспирација ви давам од тој глобален императив на кој што се движат светските трендови. Доаѓаме до она што веќе вас ви е познато, од каде потекнува или каде се структурирана емоционалната интелигенција. Забележувате дека благодарение на Големан, кој што ја афирмираше ова со неговата книга Емоционална интелигенција, таа се состои од 5 компоненти, забележувате самосвеста, саморегулација, самомотивација, емпатијата како доминантна носечка компонента и социјалните вештини или интерперсоналните вештини. Сега полека доаѓаме до еден од главните поими, а тоа е емпатијата. Тука ви давам некои оригинални мои, да кажам, погледи во однос на емпатијата. Сите вие знаете, сигурен сум за тоа што се подразбира, но сега ќе го погледнеме од една друга перспектива. Навистина емпатијата е еден чуден феномен и ќе видиме после тоа, ќе ви стане јасно кога ќе зборуваме дали таа се наследува или не. Но ево јас една моја дефиниција дадов која што ја гледате болдирана со сина боја. Навистина представува еден доброволен, слободен, внатрешен психолошки импулс. Не можете да бидете емпатични ако го немате тој така наречен ген или ДНК на емпатијата која што после ќе биде во фокусот. Значи тоа е една непогрешлива перцепција на внатрешниот свет на другите. Сега најдов многу една интересна кога се подготвува за ова предавање и најдов една студија која што вака имаше дефинирано емпатијата како мајчин дух вкоренет во првото огниште. И многу ме импресионира ова формулација со мали и модификации. Ево јас ја прикажувам која ќе дојде до конфронтација со реалноста. Мислам дека звучи доста одговорно, но основата на тоа што е емпатија е да се ставите барем 1 километар во чевлите на другите, за да можете да одговорите на прашањето на вистина што представува емпатија. Сега, ова посебно верувам дека ќе ве интересира и е интересно. Јас имав среќа на сајмот пред 2 години во сајмот на книги во Белград да дојдам до книгата Психологија на злото. И ми беше интересно за тоа каде се наоѓа оној субстракт луѓето што мотивира да прават зло и така натака. И дојдов во книгата до заклучок дека всушност отсуството на емпатија или недостатокот на емпатијата е правото зло. Сега, исто така интригантно за мене беше кога станува зборувам сега и за учениците, бидејќи вие имате различни категории, јас сум имал ученици во мојата работна практика од 20 години како школски психолог, различна категорија на ученици. Гледајте, најдов една формулација и еден сегмент каде што на вистина ми беше доста инспиративно кога стекнав дека емпатијата дури можеби се крие
во некои гени, дури беа екстрахирани некои гени, овој познат автор е развоен психолог на Универзитетот во Кембридж. Ево, за среќа, јас имав можност да контактирам со него преку мејл и го добив дури прашалникот. И сега, ево, зборуваме ние за емпатијата како една состојба на умот. Зборуваме сега, можете да се проектирате во улога на наставници, раководители, од друга страна, оние кои што се предпоставени, па сега релациите на учениците и така натака и слично. И сега едно од логичните прашања беше дали емпатијата е генетски детерминирана или пак емпатијата се учи. За среќа, голем број на автори зборуваат дека емпатијата со различни програми може да се развива, може да се учи, може да се модифицира, стилизира и слично. Но секако, гледајте и што тврдат авторите кога станува збор за генетиката, викаат дека нашиот мозок има тенденција да регулира емпатијата, но исто така е посебно нашата средина, срединските фактори да влијаат врз редукција на нивото или на чувствата за емпатија. Сега, подоцна ќе дојдат и некои слайдови кои ќе направиме класификација и на учениците на неколку категории според нивото на емпатија, затоа овој слайд го поминеме побрзо. И сега дојдовме до прашањето или одговорот на прашањето зошто е важна емпатијата во образованието. Вие знаете дека малите деца не можат да имаат реална представа за емпатија, бидејќи постои тој така наречен детски егоцентризам, бидејќи го предавам предметот развојна психологија и од преднаталниот период до крајот, до последниот стадиум, изборуваме тука за различни видови на егоцентризам. Сега зборуваме ние дали децата дури на помала возраст може да имат емпатија. Дали вас ви се има случајно да видите, сигурно вашата практика, кога некој дете, кога ќе ги примите учениците, ќе почне да плаче, а другото дете до него или понастрана од него и тоа почнува да плаче или да запрети. Гледате, тука некои автори ја лоцираат претходницата на така наречена емпатија и дури така на биолошка предиспозиција. Не секој дете почнува да плаче, туку некои деца или некој дете. Тоа е еден софистициран начин на однесување на децата и ние зборуваме дека не, децата се мали па не можат да ги чуат приказните во нивното семејство. Значи, ево една навистина новина која станува збор во истражување на емпатијата. Сега одиме, понатака се движиме да ги видиме какви видови на емпатија постојат помеѓу учениците. Јас мислам, и ова информација ќе ви кажам, кога беше настанот во Белград, сите се сеќавате, јас одржав 3-4 предавања во Словенија на тема емоционална саморегулација. Настанот во Белград, мислам на оној кој што се случи во училиштето, со детето кое што го направи тој масакар на учениците. Па сега зборувам за видовите на емпатија, за кои што секако ќе можеме да го поврземе и со тој случај, но и нашето секојдневие. Сега, првото ниво на емпатија е така наречена когнитивна емпатија, или ние кога меѓу нашите колеги, колешки, пријатели, слично, знаеме дека имат некаков проблем и имаме некакво разбирање на когнитивно ниво. Или вашиот ученик знае дека другото дете е во некаква грижа и тоа само го прави на едно когнитивно ниво или ја зазема неговата перспектива. Вториот вид на емпатија е така наречена кога некој ученик ќе направи нешто и другиот ученик се вознемирува или се пренесува така наречена емоционална зараза, или пак забележувате кога малото дете ќе ја погледне мајката, ја фаќа неговата низината наспевка или и се насмејува. Но она што најголем автори се сложуваат се тоа што третата сочувствителна емпатија зборува дека е вистинска. Не е важно не е само значено да знаете дека некој ученик има некаков проблем
и да се соживувате, туку е неопходно вие и да преземете акција. И затоа, ако ги гледате на тоа резимето 1, 2, 3, ќе видите дека таа третата емпатија всушност е она вистинска или представува рамнотежа помеѓу акцијата и делувањето. Сега да го забележиме на овој слайд каде се движи кругот на емпатија, односно од каде ја црпиме емпатијата и зошто некои ученици немаат доволно емпатија, зошто немаат доволно разбирање некои колеги, раководители, менаџери и сите, бидејќи таа обука ја држам и за менаџерите, па често им објаснувам дека степенот на емпатија мора да го доближат со нивните вработени, бидејќи тие ги остваруваат и профитот и нивната агенда. Ево го гледате овој круг, како се движи кругот на емпатијата, тоа е општеството, семејството, индивидуата, но сите се сложуваат дека копирањето на емпатијата започнува од семејството. Како и колку ќе се дели емпатијата, ќе се трансферира од еден родител на друг, од еден родител на дете и слично, врз основа на таа интерперсонална размена на емоции, така детето го доживува или се чувствува, односно ги прима тие така наречени емоционални сигнали. Сега дојдовме до едно главно прашање на кое што навистина посветив повеќе внимание кога беше пандемијата. Во еден мој напишав дека во светот постои нулти степен на емпатија. Луѓето веќе како да имаат намален капацитет за емпатија, дури има ерозија на чувството на емпатија и како што напомена еден академик од Белград, Владета Еротич, верувам ви е познат, кој што пред 2-3 години почина, тој вика дека денешниот човек има психолошка инфлација на неговото его. Или на прагот сме на исчезнување на емпатија и меѓу учениците, и меѓу вработените, и пошироко во светот. И кога го држев пред Нова година неколку обуки во неколку средни училишта, некој од наставничките ме запозна дека кога му кажа дека некој дете е болно и така натака има некакви проблеми со некоја тешка болест, учениците како да воопшто не реагира, како воопшто да таа информација како да им дојде само до нивната глава и толку. Тоа ми беше сигнификантно да размислувам и да дојдеме до ситуација да навистина ево го погледнеме овој слайд и забележиме овој познат автор Марк Брикет, кој што е директор на Центарот за емоционална интелигенција на Йел универзитетот, еден од првите светски универзитети, зборува дека од 10 емоции 8 се негативни кај учениците. Замислите што се случи, замислете нашето оделение, нашиот клас и нашето училиште или образование. А пак во средните училишта, видите, 70% од времето учениците се изморени или се чувствуваат досадно, дури 80% од времето се под некако стрес и верувам дека ќе се сложите, барем по големиот дел, дека има повеќе во нашите училишта како да нема место за емпатија или простор за емпатија, туку има повеќе простор за учење и тоа целокупниот простор и визуелно и како сакате сватете е повеќе насочен кон учењето и слично. Сега, како да се објасни емпатијата во образованието? Навистина едно прашање кое што има пошироки размери за елаборација, но навистина само неколку тези од овој слайд ќе кажеме дека навистина во нашите интерперсонални релации се уште духовниот развој или духовната сфера и меѓу учениците и меѓу вработените е инфицирана од она така наречена традиционален концепт за грижата едниот за другиот и секако навистина треба да се води посебно грижа и внимание да се направи еден посебен пресврт во училиштето. Ево,
Сега влегуваме веќе во училницата, емпатијата во училницата, ја забележувате десната страна и левата страна. Ево некои од учениците ги гледате за кои што самите очекуваат, ево и пред таблата очекуваат некаква емпатија од учениците, од наставниците и слично, а на другата страна гледате една порелативизирана состојба каде што самиот поглед и од наставничката и од самите ученици зборува за сосема нешто друго, односно за постојање на некаков тип на емпатија. И сега замислете, затоа ова го додадов, непознатите светски имена на ученици, и тие учеле во некакви паралелки оделенија, па замислете каков тип вид на емпатија имале тие таленти, со какви предизвици се соочувале. Биле елиминирани, биле напаѓани, биле, да не кажам, сепарирани од другите, и тоа зборува ево едно повисоко чувство и сензибилитет за тоа како се чувствуваат надарените и талентираните во самата училница. Гледайте сега, овој слайд, мислам, ќе предизвика внимание. Гледайте, сега веќе доаѓаме до училницата. Самата слика импозантно се гледа и навистина во делението може да се моделира, да се развива емпатијата, да се развива чувството за ментално здраве. Зошто? Бидејќи треба наставникот да има, тоа го нареков, емоционална политика во делението, што други зборови често пати се случува во некои едукативни средини да имаме некаква дискриминација во однос на емоционалното држање на наставникот кон нив, никој други, но затоа е неопходна, ево моја сугестија е да имаме една адекватна емоционална политика, тоа значи грижа за целокупниот состав. Сега, на овој слайд јас ќе ви понудам, односно ќе ви понудиме начини или методи, техники, инструменти, односно повеќе методи и техники, за тоа како да ги забележите или да ја детектирате. Да ги детектирате индикаторите на постојане повеќе или помалку емпатија. Ево, едно систематско наблюдување, например, мене како психолог најповеќе ми одговараше методата на систематско наблюдување на учениците. Јас имав толку големо задоволство кога ги наблюдав учениците, немав можност многу во деление, но за време на одморите. Тоа е така наречена една наблюдување на невербалното однесување. Тие кратенки значат систематско наблюдување на невербалното однесување на учениците. Гледате, прво се прави план за тоа како се однесуваат учениците, што е предмет на она што го наблюдувате, за што ќе се користи и секако која ќе биде неговата намена. Но, јас си понудам некакви индикатори за емпатија и според мене еден од најважните и најеклатантните примери за нивото и интензитетот на емпатијата е во погледот. Често пати вие го гледате некој ученик замислен и така натака, одсутен и слично. Многу може да се прочита и на студентите им го кажувам, и кога ќе бидат идни наставници, добро детектирајте го невербалното однесување. Или кога детето го избегнува или ја лимитира неговиот поглед, дури нема да стигне до наставничката и така натака. Некои стереотипни невербални движења на екстремитетите, а посебно е важна така наречена фацијалната експресија и движењето на погледот или тој така наречен скриен поглед. Ова може да ви послужи во однос на тоа да дојдете поблиску и побрзо до душата или како што уште нарекувам психологијата или на детската психологија. Со оглед на тоа што слайдовите ќе ги имате кај вас во вашата архива, некои слайдови не можеме целосно да ги операционализираме, но јас ќе ги истакнам најважните моменти од слайдот. Постои еден метод кој што се нарекува интроспекција или самонаблюдување. Јас често им го препорачувам и на наставниците, и на студентите, и на сите, да често пати го користат, а тоа дури ви направив една вежба,
за тоа како да го детектирате или да го индицирате нивото, интензитетот или состојбата на ученикот или на учениците, гледајте со некои од прашањата, например како се чувствуваш денес, какви беа твоите доживувања во претходната недела, или дали би сакале да продолжиме. Секако ако дава отпор, тогаш детето не е подготвено емоционално да понатака да комуницира, или пак има некои пречки кои што се јавуваат кај него. Тоа е некаква една саморефлексија, или детето да што почесто стигне до длабочината на неговите мисли, интроспекција, самонаблюдување, бидејќи кога ви кажувам овој случај го поврзам сега со случајот во Белград, навистина сега доаѓа до некакви сознанија дека учениците немаат доволна емпатија кон ученикот и така натака, или нема некаква применета метода како што, или техника како што е социометриската техника, да се види што се случува со некој ученик во неговата внатрешност, што е она што во неговата длабочина го обструира неговото однесување, но тоа е сигурно прашање за поголема дебата. Ево начини за реализација, како да се реализира интроспекцијата. Можете на неколку ученици да го дадете, да водат дневник за тоа како се чувствуваат во последната недела, месеци, слично, или денови. И имате сигурно и користење на прашања со кои што се зајакнува самодовербата и се активираат потенцијалите во доменот на емпатијата. Ево уште една интересна и практична техника која што се нарекува интервју. Сега не сме во ситуација да ги читаме сите, но јас само неколку ќе напоминам, дека може да му се постави на прашањето на ученикот како се чувствувате, дали претпоставувате како се чувствува вашиот ученик кој што е надарен, талентиран и така го избегнуваат. Односно, дали можете да се поставите на негово место, или пак она што го читате, дали се уште сме под влијание на оној библиски принцип дека сакајте ги другите секојаш како што треба да се сакате себе си. Ова спектар на сугестии или интервјуи ќе ви останат, и затоа едно е сигурно, ако сака некој ученик да има емпатија, треба да даде емпатија, и секако и кај возрастните тоа треба да се случи. Сега, како да се развие пак емпатијата кај децата и кај нас, забележуваме секојаш е потребно да тргнеме од сопствената позиција, бидејќи ако не генерираме едно чувство на позитивна енергија, односно ако не даваме емпатија кон другите, ако не пуштаме така наречени позитивни енергетски вибрации и сигнали, тогаш не можеме ни да очекуваме, бидејќи ја го знаете законот на привлекувањето, јас го нарекувам тој енергетски емоционален магнетизам. Сигурно тој познат ви е термин, јас веќе пишувам некаква статија за овој поим, бидејќи на светот се некако вид на енергија, така и енергијата помеѓу луѓето, зашто се привлекуваат едни со други, прашањето на тој така наречен закон на енергетски емоционален магнетизам. Сега, она што во длабочината на секој ученик е да и на вас како наставници и сите нас, да јас се вклучувам, да имаме поголем сензибилитет за тоа како се чувствуваат другите, односно како се чувствуваат надарените и талентираните, зборувам сега. Или да ги разбереме нив од наша позиција, и верувајте дека навистина емпатијата и самите надарени представуваат една енигма за кој што дури на крајот верувам дека тешко ќе може да се достигне до длабочината, а ќе ви кажам кога и како најдобро може да се, ево, ќе одиме сега кај. Дали ви се случило некојаш во вашата практика да видите некој ученик да реагира така жестоко, интензивно, дури да не го препознаете неговото однесување? Верувам да. Јас сум имал такви примери. Дори си имам ученици кои што како да нема чувство за
психолошка болка кон другите. Значи, се подготвени да му нанесат на ученикот без да размислат рационално, а уште помалку емоционално, и вие ги читате некои од тезите. Секако дека една од тие причини на недостаток на емпатија е недостиг од социјална поддршка. И јас им кажувам на студентите по развој на психологија, не може мајка во преднаталниот период, ако е фрустрирана и под една интензивна социјална фрустрирачка и конфликтна ситуација, агресивна, да донесе на свет дете кое што ќе биде, да кажеме, но психолошки стабилно и слично. Овие се некои пораки кои што би сакал вака да ги упатам, бидејќи треба да се има предвид кога ќе се посматра самиот ученик за тоа со каков терет ви доаѓа вас, со какви емоционални предизвици и проблеми кои што се соочувала во семејството слично. Сега, имаме еден поим кој што во литературата го сретнавме или и вие го среќавате, емпатичко учење. Тоа е всушност со еден одговор за тоа да едно дете кон друго дете или кон другите деца да имаат емпатија во однос на нивото на постигнување и на нивото на аспирација. Со оглед на тоа што се различни потенцијали, така да секој ученик треба да има согледување врз за тоа како другите се однесуваат. Но сега на слайдот, ова е можеби еден од поцентралните која станува збор на надарените. Ве молам, ево, ќе ви дадам малку повеќе време од вообичаеното да ги прочитате за тоа како можете да ги препознаете децата надарени, талентирани и нивната или нивниот емпатички профил. Па гледате, тука некако имам некои своји видувања со оглед на моите искуства. Значи, надарените не прават некои различни погледи кон различните. Повеќе просечните, не ги земам во предвид учениците со развојни други проблеми, повеќе просечните имаат некакви фрустрирачки состојби кон различните од нив, односно кон подобрите. Дали ќе се сложите со мојата констатација дека квалитетот дури нас возрастните не иритира, без оглед за тоа кој колку ќе се сложи, но јас тоа го имам и во праксата потврдено. Несвојствено е нелогички ако некој е квалитетен, исклучително квалитетен потенцијал во вашата средина и генерално, тоа што луѓето имаат некаков отпор и слично. Но она што е сигурно точно, талентираните се повеќе хиперсензитивни кон неправдите на останатите ученици, дури некојаш можат, вие знаете, емоционално да реагираат побурно заради нивниот хиперсензитивен однос, понатака изразуваат некакви негативни чувства, имаат поефикасна саморегулација, но во моменти кога имаат одредени видови на неправда, ево во наводници, тогаш навистина талентираните можат да го покажат својот без, бидејќи другата околина немаат доволно во нив или со нив сочувство или емпатија. Ево, најчесто кога станува збор за емпатијата, тие ги избегнуваат споредбите со другите, надарените се споредуваат самите со себе и слично. Сега, како наставникот може да биде пример за емпатија? Навистина е наставникот една моćна фигура која што може со своето однесување, со својот профил да ги динамизира оние внатрешни механизми запоставени кај децата, а најповеќе може да се биде со моделирањето на активното слушање. Сега, мислам дека е доста, да кажам, кога зборуваме за начинот на нашата култура генерално, социјална и општествена култура за слушање и навистина на едно толерантно ниво, но секако зборувам со тенденција да се тоа подобри, односно да се подигне на едно повисоко ниво. Друго, секако дека треба секој наставник да биде инспирација со низиниот поглед, однос кон
кон сите ученици, а посебно кон надарените. Дали го гледаме сега овој слайд сите? Да, се гледа, Да. професоре. Ево. Продолжете. Ево така. Јас имав некако среќа, чест и судбина да се сретнам со најголемиот талент на сите времења. Кога станува збор на левата страна, ја пратите сликата секако. И успеав да стигнам да добијам барем неколку зборови, а долу на левата страна е неговата мајка. На десната страна го знаете, засега најталентираното е едно од талентираните деца, Македон од Тетово, односно во Скопје. Така, сите го препознавате. И навистина од овие приказни или од ова приказна добив инспирација уште подлабоко да навлегувам во природата на емпатијата и длабочината на надарените и талентираните. Кога станува збор за талентите од овој тип, бидејќи и од во вашите средини, сите кај што учите, кај што ги вашите деца, да не кажам, се сигурно некои идни кои што се стасат на теренот на различни научни дисциплини и области, но се уште не сум сигурен дека може да дојдеме до нивната природа и се уште не е сватлив феноменот на талентот од овој вид и на левата и на десната страна. Сега дојдовме до прашањето да говориме што представува надареноста. Сигурен сум потполно дека секој од вас знае што е надареност и талентираност, но една од дефинициите која што почесто се експлоатира во науката се дефинира како една комбинација од висока надпросечни способности, висока мотивација и зголемена креативност или високо ниво на креативноста. Овој автор Инцули навистина дава и на покомплетните дефиниции, но кога станува збор за што е уште понатака надареноста, еден од авторите вика дека покрај тоа што дава генетиката или таа наречена модификација на гените кои што или на едно место сретнав лотарија на гените кои што секој и не знае како таа мутација на гени доаѓа да некој е надпросечен и исклучително висока надарен и талентиран поединец, но даваат и луѓето. Што значи? Ако, ево да кажеме, талентираниот од типот на Џоковиќ и некој од тие кои што се во вашите средини, ако немаат поддршка од социјалната средина, навистина не можат да дојдат до израз. Сега, и покрај тоа што се тврди дека е многу лесно да се откријат надарените и талентираните или препознаат, ја се сложувам дека е многу лесно, но ако сте подготвени, сосема едноставно. Но ништо не е лесно да се препознае или да се открие. Ако беше толку лесно, тогаш многу лекари и така натака нема да пропуштаат диагнози слично, така да мислам дека доста е одговорно и стручна работа препознавањето и идентификација на талентираните, но гледајте, овие со црвени самозборови, со црвена боја ќе ги прочитам. Тие уживаат навистина во учењето. Сигурно, ево, најдов една литература, дури при полагањето на тестовите, имат проблеми што наоѓаат повеќе опции од кои што се дадени во одговорите. Ево, гледате, имаат еден софистициран и емоционален и вербален јазик на комуникација, често пати дури вас и тешко вие да ги препознаете или да ги декодирате некои вербални сигнали кои ќе ви кажат. И една од карактеристиките покрај хуморот кој што е тука евидентиран е перфекционизмот. Гледайте, талентираните настојуваат да ги изработат или да направат некаква задача, дури влегуваат во зоната на тој така наречен висок перфекционизам.
Ево кои се нивните други карактеристики, нивната упорност, понатака чувството за извонредна меморија, понатака гледаат многу проблеми кои што не можат другите да ги видат и она што пред малку кажавме, имаат повисок емоционален сензибилитет за другите. Ова е на некој начин површен психолошки портрет на надарените и талентираните ученици. Но ево сега ќе ви дадам или ќе представам да го забележите или да се доближите до тој така наречен социоемоционален портрет на талентираните, односно тој така наречен го нареков талент софтвер. Ствари како функционира нивниот ум, но повеќе зборувам за емоционален ум. Па би ве замолил да ги ставите акцент на примерите за праксата. Ево на тие што се долу. Навистина, јас сум некојаш импресиониран кога, ево ќе ви кажам, кога разговарав пред Нова година со ученикот кој што ево дури од Харвард добива задачи, Македон, и го прашав што би направил во училиштето да се подобри климата генерално општо вака, и ми кажу дека јас би сакал училиште каде што нема стрес. Замислете колку зрел одговор од едно 6 годишно, 7 годишно дете, кое што и ние тоа го знаеме, но навистина ево тоа го кажа со едноставни зборови и навистина ние кон тоа треба да се стремиме сите. Ево, ви ги забележувате, ќе ги имате во вашата архива, реков, примерите од праксата. Гледајте сега, ова е последно важно и мислам дека на некои точки јас ќе ви дадам акцент, например, избегнуваат непродуктивни дискусии. Она што е за многу деца типично, да кажем, од просветлите. Талентираните не се замараат со многу дискусии, да каде што навистина не гледаат резултат од дискусиите. Да ви кажем искрено, и јас почнав тоа да го практикувам. И често пати кога сме во некакви конфронтации академски, ако забележам дека не се продуктивни, тогаш природно ги избегнувам со оглед на тоа што нема никаква смисла. Сега гледајте во наставата пак што прават тие ученици. Тие не се толку оптоварени со тие докимолошки вредности или со оценувањето. Вие забележувате. Таквите деца ќе добијат можеби 4, 3 и слично. И на прв поглед може да забележите дека некој екстра талентирано дете не е толку инфицирано за тоа дали ќе има 5, но ние треба да бидеме повеќе. Затоа задолжени, бидејќи можеме некаква бројка кај него да значи некаква дестимулативна вредност и слично. Она што е посебна инспирација кај талентираните за мене е тоа што тие никогаш не бараат готови решенија за некој проблем. Секогаш тргнуваат да бараат решенија кои што не се тука, не се гледаат во проблемот, туку надвор од проблемите. Исто така важна карактеристика е за вас да често пати ако се дојдете во ситуација со некој ученик да не сака компромис за некој проблем, да не се сложува тогаш, слободно пуштете го да мисли како што мисли, бидејќи тука некаде се крие и суштината на или природата на самиот талент, а често пати морам и ова да ви признам дека постои тој така наречен асинхрон развој на капацитетите, а тоа ќе го демонстрираме сега наскоро во некој од слайдовите. Но уште едно сакам да обратам внимание на така наречена интелектуална ароганција. Често пати талентираните можат да бидат навистина во наводници незгодни заради тоа што нивната интелектуална супериорност и моќ може да демонстрират на арогантен начин. Па ето, затоа го напишав да се има предвид. Сега, дали би сакале вака некој да ми каже или барем да се огласи кои се причините зошто некои талентирани деца не успеваат или имаат неуспех или може
да постигнат неуспех. Ако сега не сте во техничка подготвеност да ми дадете еден фидбек, тоа ќе го оставиме секако за кога ќе стигнат прашањата. Но ево јас ќе ви кажам зошто некои од учениците може да не успеат во нивното образование. Гледате, секој од нас има, а посебно учениците имаат представа за себе, а секој од нас има физичка представа за себе, социјална, она реална, идеална слика која што сакаат да бидат. Ево тоа повеќе го гледате на оваа слика. Тука имаме секако некои вежби на кои што сега во ова констелација не можеме да ги реализираме, но кога би биле на некаква помала група, секако би работеле во овој дел. Но јас ќе ви кажам за причините за неуспех кои што во литературата постаат, а тоа се причини во областа на особините на личноста. Вторите се причини во областа на социјалниот амбиент и моја иницијатива или додавање ситуацијски фактори или ситуацијски контекст. Сега, ако сакате да зборуваме за особини на личноста, вие забележувате дека со последниот случај со невоспортистот Џоковиќ беше од емоционална природа неуспехот на тоа надпреварување, но некои од вашите ученици не можат да успеат заради тоа што имаат интровертен спектар на однесување, понатака имаат некои психолошки особини кои што се неадекватни за самата средина, но јас би апелирал да ги имате во предвид ситуацијските фактори кои што треба да на или искористување на можностите за развој на надарените. Сега гледајте, моето искуство ми дава за право да направам една варијација на профили на надарени и талентирани. Гледајте. Најчесто надарените имаат високи интелектуални способности, тоа го гледате на првиот профил, се гледа така. И имаат адекватни некојаш и емоционални компетенции или капацитети, а додека социјалната интелигенција е на нешто пониско ниво. На вториот пример забележувате дека имаме ученици кои што имаат IQ или IQ висок, но имаат пониска емоционална саморегулација, имаат конфликти, самите со себе или со учениците, но сепак ја задржале нивната социјална зрелост. Сега имаме, секако не можеме да најдеме еден унифициран или апсолутно, да кажам, прифатлив, каде што сите компоненти ќе бидат идентични и затоа тога зборуваме за идеален ученик кој што ги има и интелектуалните, емоционалните, социјални капацитети на едно исто ниво. Сега на овој слайд е покажана кои се факторите за развој на надареноста и талентираноста и гледате дека тука се средината, генетските диспозиции, предиспозиции и активноста на самиот поединец. И сега го гледате тука според интензитетот на влијанијата на тие фактори кои што придонесуваат да се развие талентот. Ево на слайдот гледате дека колку што е појак интензитетот на генетските предиспозиции или едно дете кое што има високи генетски предиспозиции за музика, тоа тие притискаат на нивната индивидуална активност или активација и секако гледате се во корелација со социјалната симулација или социјалната поддршка во средината или во училиштето. Ево гледате таа мрежа на фактори за развој кои што влијаат на надареноста, нормално и емпатијата и секако тие се во една интерфакторска динамична корелација. Ево го гледате тука, тој контекстуален интерфакторски модел, емпатијата е секако
ако ја немате емпатијата, ако нема емпатијата во семејството, во училиштата и во врсниците и во другите институции, секако дека не можеме да добиваме за остварување на максималните капацитети или потенцијали на учениците. Сега, јас го нареков ова училиште, емпатија во училиштето, еден термин искористив, училиште со душа или училница со душа, и верувам дека можеби ова нема да заживее брзо, но сепак може да кажеме дека емпатијата треба да се започне да се развива уште од најрана возраст и никогаш не е доцна да се започне со развој на емпатијата. Секако ќе ги видиме кои се придобивките на емпатијата, но со оглед на тоа што се ние приближуваме кон крајот на овој дел, секако ќе биде добро да забележите неколку работи за кои што можеме да бидеме поемпатични и кон нашите ученици и кон сите, а и очекуваме да бидат секако и поемпатични другите кон нас. Ево, она што е базата на самата емпатија, да имаме разбирање или да можеме да ги погледнеме личноста од друга перспектива. Бидејќи ако пресечите ученици не може да се стават во перспективата на талентираните, навистина представува еден хендикеп, бидејќи нашата средина се уште мислам дека нема доволна емпатија кон оваа категорија на ученици, и да не решам, јас ги жалам од една друга позиција, од една академска стручна позиција, но она што треба да им сугерираме и кај децата и кај возрастните е тоа да се развие така наречена емоционалната писменост, со тоа што ќе им помогнеме на учениците да ги развијат сопствените чувства, сопствените емоции или својот емоционален статус, односно да можат да се стават во перспектива на другите или да се стават во челите на другите. Но може би еден дар за добивање на емпатија е вежбањето за активно слушање кон учениците или размислување за тоа како другите се чувствуваат во моментот на зборувањето. Сега, јас се обидов да направам премиерно, да ја поврзам егоцентризмот и емпатијата. Ова е оригинален слайд, значи не е од никаде презен, но сакам да ви дадам една инспирација за тоа како да го наблюдувате тој развој на децата, почувајќи тој така наречен детски егоцентризам, кога малите деца ни бараат да купиме играчка, тој така наречен детски егоцентризам се ставаат во фокусот, и понатака тој дифузен егоцентризам, кога децата им се меша тој така наречен статус во семејството. Сега тука зборувам за еден стимулиран егоцентризам, кој што во семејството често пати забележувам, авторите даваат некои сугестии дека навистина тој егоцентризам може да продолжи кај децата да се развива од семејството во училиштето, додека не стигне тој така наречен балансиран детски егоцентризам. Сега, мојот апел е, гледајте, за последните два типови на егоцентризам. Тој така наречен хармонизиран егоцентризам, ако можеме така да го наречеме, кога возрастните можат да се воздржат од ставањето на позиција само самите пред себе. Но што е карактеристично за талентираните? Тие можат да имаат една релативна состојба на хармонизиран егоцентризам. Но гледајте кој поим го користи професорот, а би сакал да го запомните, тој така наречен егорелативизам. Ово е нов поим во литературата, кој што професорот сака да го продаде во академската средина, а тој е егорелативизиран, кога талентираните немаат потреба да се докажуваат пред другите. Тие се докажуваат пред самите себе. Или кога некој од вас, некоја наставничка е реализирана или има чувство на самореализација, таа нема потреба да се поставува во егоцентрична состојба или да биде инспирирана да биде во фокусот на таа.
Овој поем мене доста ме инспирира и затоа надарените, талентираните ги ставив долу и настојувам да, бидејќи ова е една психолошка тортура, ако настојувате, автопсихолошка тортура, ако настојувате да бидете постојано во центарот на вниманието кај другите. И затоа би сакал да го запомниме поимат его релативизирам, каде што тој егоцентризам се релативизира, односно се спушта на едно пониско ниво. Сега, почитувани колешки и колеги, имам некои слайдови кои што се за ваша интерна психолошка употреба. Со ова сакам да ви кажам да видите каква е вашата околина. Но не само тоа, да ги видите и какви се профилите на ученици. Сега, ова е навистина едукација за повозрастните, но ќе ја трансформираме и кај учениците. Гледате, овој автор кој што ви пред малку ви кажав од Кембридж прави една класификација на луѓето според степенот на емпатичност. И гледајте, на првото ниво ги става така наречена нулта емпатија. Јас сум сретнал во мојата практика во образованието и луѓе со нулта емпатија возрастни, но сум сретнал, да бидам искрен, и ученици со нулта емпатија. Сега, како одиме погоре, одиме во една друга категорија која е емпатија на возрастни или кај други, забележувате деца кои што мислите дека имаат некаква емпатија кон другите, но всушност тоа не им е во така наречена крвта. Сега, третиот тип на емпатичност и кај учениците е присутна, така наречена манипулативна или уште повеќе глуминена емпатичност. Четвртото ниво е луѓе кои што имаат технички карактер, знаат дека, мислите дека вие вас ве разбираат, но сами знаете дека не ве разбираат доволно. Петиот тип е оние кои што избираат емпатични луѓе со емпатичност, зборуваме според нивото на емпатија. И оној последниот е хиперсензитивност или хиперемпатичност. И затоа професорот ги стави на левата страна нулта емпатија, а на врвот стави хиперсензитивност. Имаме ученици хиперсензитивни кои што постојано настојуваат да им излезат во пресет на другите. Имаме возрастни кои што сакат исто така, но иако се малку постои и ова категорија наречена нулта емпатија. И ќе ве замолам кога ќе видат прашањата да го погледнете овој слайд и да полемизираме за тоа колку би можеле во проценти да дадеме на секој од овие типови на емпатија во нашата средина, почнувајќи од вашата професионална практика, работа во училиште, поширока средина и да ги трансформираме некако и кај учениците. Добро, и сега оваа класификација преминуваме, бидејќи одиме сега кон заклучните констатации и согледувања. Сега од заклучокот навистина ќе одиме со конкретни и нема сите да ги читаме, но навистина ќе кажеме дека со еден збор емпатијата можеме да ја спуштиме на едно практично ниво, е всушност да ги препознаеме луѓето дали се чувствуваат исто како и ние, односно дали може да се стават во тури ќевли во неколку километри или одење на еден километар, кој што навистина тоа символично би можеле да го кажеме малку поинаку. Сега, навистина, мојот апел е емпатичноста останува императив за сите цивилизации. Јас слободен сум да кажам дека денес во светот не постои емпатија. Да не речам и во образованието, во училиштето, бидејќи во светот секојдневно гинат не знам колку луѓе, па тогаш светот не може да се пофали дека има емпатија. Сега, нашиот универзум е секако треба да биде по-вешт, да изнаоѓа, да се врати на старите духовни вредности, а и во училиштата секако. И мислам дека нивото на емпатија е низок просекот на емпатија и
мислам не е компатибилен со она што сака човештвото да го постигне. И ако сакаме нашето училиште да оди со побрзи чекори, навистина тогаш треба да се вратиме на емпатијата. Ево, забележувате сега тука посебно се однесувате заклучок и на вработените и на учениците. Навистина, секој ученик треба да се сврте кон внатрешноста на другиот, да праќа позитивни сигнали, сигурно да бидеме, да се работи на емпатичко описменување на секој од нас, бидејќи тоа е еден нов идеал и емпатијата има огромна моќ, односно да се приближиме еден кон друг, учениците кон учениците кон наставниците и обратно, и секако треба со овој предизвик да се соочиме сите. И секако за самиот крај треба да кажеме дека навистина среќна е цивилизацијата што има можност емпатијата да се развија преку различни програми. Емпатија кај учениците да се развија, меѓу вработените, бидејќи треба наша заложба треба да биде на сите нас и во образованието, повеќе во училницата, да се репрограмира нашата социјална еволуција, бидејќи сте во сосема на крајот го кажуваме со уште неколку сугестии. Златните правила за емоционалниот живот ќе ви останат кај вас, но едно да кажам дека нашиот емоционален живот е единствен и неповторлив. Ако ученикот и надарениот ученик и сите ученици дојдат на училиште, емоционалниот живот е единствен и неповторлив, и затоа треба тој да се доживее на едно највисоко ниво. И на самиот крај, ова е посебно важно, значи емпатијата треба да постане нова култура на живење. Емпатијата спрема талентите треба да биде на врвно ниво, бидејќи само индивидуите го носат прогресот. Понатака емпатијата или интересот за другите треба да биде нова култура наша. И уште јас би кажал дека треба да навистина да имаме култ кон потребите на другите и да имаме еден нов морален универзум, и да кажеме дека емпатијата треба да ја врати она стара духовна цивилизација на која што треба и самото образование и самото училиште треба да се врати. И ќе завршам на крајот дека успехот е наш предизвик и секако ние сите треба да се обидеме, бидејќи надарените и талентираните се оној најкреативен потенцијал, доколку е напуштат нашата држава, останува или нема за кого повеќе да зборуваме. И ќе завршам со една благодарност до сите вас за вашето внимание, за тоа каква е вашата емпатија. Доволен е бројот кој што зборува и интересот кој што вечерва, и вашата мисија и визија секако е за посебен респект. Јас можам да кажам дека ќе изразам посебна благодарност, и ова експресно ќе можам да го споделам и кај високите, ево, да кажам, релевантни институции во државата, почнувајќи од Министерството, Бирото и тоа Бирото за образование, така да посебно сум инспириран што бевме вечер заедно, и навистина мора да направиме тивка револуција или еволуција на нашите односи. И на крајот завршуваме со една посебна почит кон вас. Ви благодарам за тоа што имавте трпение, време и се враќаме на стартот. Ви благодарам. Ви благодарам, професоре, за истрпното интересно излагање. Ги замолувам присутните во чат да постават, веќе има неколку поставено прашања. Слободно. Сега ќе ги одговараме, да.